Турција одлучи да ја испрати својата војска во Катар, откако неколку од арапските земји од Персискиот залив неодамна ги прекинаа сите дипломатски врски со земјата, обвинувајќи ја дека ја поддржува терористичката организација Исламска држава, обвинение кое Катар го демантира. Според информациите, турскиот парламент изгласал закон кој овозможува распоредување војници во турска база во Катар. Договорот за заедничка одбрана на двете земји го потпишале уште во 2014 година, но дури сега беше потврден во парламентот. За сега емирот на Кувајт представува посредник во дипломатскиот спор, но председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган во неколку наврати ја понуди својата помош, истакнувајќи дека со изолација и санкции нема да се постигне решение на кризата. Претходно и председателот на САД Доналд Трамп оствари телефонски разговор со кралот Салман на Саудиска Арабија, каде ургираше за единство за време на спорот меѓу арапските земји. Во меѓувреме Обединетите арапски емирати им забранија на своите државјани јавно да изразуваат симпатии кон Катар, а локалните медиуми известија дека на секој кој нема да го почитува тоа правило ќе му биде изречена затворска казна од 15 години. Саудиска Арабија, Египет, Обединетите арапски емирати и Бахрейн истовремено ги прекинаа односите со Катар во понеделникот, а потоа кон нив се приклучија и Јемен, Либија, Мавританија и Малдивите. Неколку од нив ги повлекоа своите амбасадори од главниот град на Катар Доха, додека други им дадоа 2 недели на жителите на Катар да ги напуштат нивните територии. Дипломатскиот спор наскоро се одрази и врз цените на нафтата и трговијата, а предизвика и нарушување на воздушниот сообраќај. Авиокомпании кои беа погодени од оваа мерка беа Qatar Airlines, Etihad Airways и Emirates, додека Саудиска Арабија и Бахрейн ги повлекле лиценците на Qatar Airways и наредиле затворање на нивните канцеларии.